Дрвократци кои препродаваат дрвја од уништени шуми, како и луѓе кои што сакаат да изградат дивоградби во заштитени предели, се можни предизвикувачи на пожарите во шумските предели. Експертите предупредуваат дека не се само излетите и скарите на излетничките места или земјоделците кои ги палат стрништата, туку можеби станува збори за добро смислен план за нелегална продажба на дрвја. Пензионираниот командир на пожарна бригада од Битола, Костадин Поповски, вели дека најчесто човекот го предизвикува пожарот, но високите температури и топлиот воздух ги шират огнените јазици вон контрола. Имот на корис, значи пали шума, за да може после известно време да го земите изгорено дрво, или пак имаме потолувачи или така наречени термали, тоа е болест. Виновници може да бидат и саланите, кои самите си ги палат ѓубриштата на нивите, па потоа пријавуваат дека случајно се појавил пожар, вели Горан Стојановски од Центарот за управување со кризи. На ваков начин вие да дојдете, да запалите кибрид и да фрлите и да кажете дека пожарот се случил таму и таму, а вас ви интерес нивата со тресетот и со остатокот од житната култура да ви биде подредена, е тоа што е нонсенс. Тоа е заказнување. Полицијата веќе расчистува неколку случаи на осомничени за намерно предизвикување на пожари, иако на сила е забрана за движење во шума, од МВР апелираат до граѓаните да бидат внимателни со фрлање на отпушоци и отпадоци. Од МВР информираат дека е засилена контролата на терен. Апелираме до граѓаните да бидат внимателни, да не фрлаат до горчиња, да не палат стрништа и слични активности со кои би можело да се предизвика пожар. Доколку пак забележат пожар, тоа веднаш да го пријават. Пожари со денови дивеат на планината Серта. Таму пожарникарите, припадниците на армијата и на полицијата, како и ловџии, се обидуваат да го изгаснат пожарот. Според познавачите, доколку од 24 до 48 часа не се стави контрола врз пламенот, тешко дека во наредните денови ќе може целосно да се изгасне.